Јас сум Катерина Нацева, а вие го следите на новото издание на Дневникот на К1 телевизија. Ова се настаните на денот. Од 7 до 9 октомври ќе се одржи 13-тото издание на манифестацијата Велешка Питијада. 13.000 тони асфалт произведени во базата на Македонија Пат во Велес. Еколошкото земјоделство предуслов за финансиска поддршка. $13.000 тони асфалт произведени во базата на Македонија Пат во Велес. Оваа асфалтна база е една од 4 бази кои ги има јавното претпријатие Македонија Пат. Поставените еколошки филтри овозможуваат истата да работи, а при тоа да не ја загадува животната средина. Под полна пара работи асфалтната база во работната единица Македонија Пат во Велес. Во првите 8 месеци од оваа година произведени се околу 12.000 тони на асфалт, што туку произведениот и денеска се постилаше на магистралниот пат Градско Росоман. Поголем дел од работите на оваа делница се завршени, вели Томе Јаневски. Повеќе од 11 км треба да асфалтираме. За сега до денеска имаме над 6.000 метра асфалтирано, должни, или тоа во тони веќе над 6.000 тони, ни остануваат уште 500 тони, се надеваме дека динамички ако се движиме кој што треба, сега сме добри за сега, со оглед на тоа што имавме и неповолни временски услови во претходниот период, дека до крајот на октомври ќе ја реализираме овој дел од програмата. Покрај оваа делница Јаневски вели дека тие работат и на други локални и регионални патишта. Целта е една единствена – да се подигне степенот на безбедност во сообраќајот. Ние имаме и поправки на коловози и надградби на коловози на цела територија која што држи подружница Велес и мислам дека со успех тие до август, некаде до август, тој дел од програмата си го реализиравме и затоа добивме дополнителни средства од овој патен правец 70 милиони денари кој што овој момент го работиме. Асфалтната база во Велес е една од 4 бази кои што ги има јавното претпријатие Македонија Пат. Поставените еколошки филтри овозможуваат истата да работи, а при тоа да не ја загадува животната средина. Општина Кавадарци додели решенија на 6 лица за вршење на општо корисна работа за проектот Грижа за стари изнемоштени лица со оштетен вид. Овие лица ќе работат како негователи и ќе бидат работно ангажирани и осигурани на 20 работни часа неделно за 6 месеци со надоместок од 6.200 денари. Прилог на колешката Мартина Митков. 6 лица денеска добија решенија за вршење на општинско корисна работа за проектот Грижа за стари изнемоштени и лица со оштетен вид. Овие лица ќе работат како негователи и ќе бидат работно ангажирани и осигурани на 20 работни часа неделно, односно половина работно време, за 6 месеци со надоместок од 6.200 денари, со вклучен персонален данок на доход и осигурување при случај на несреќа при работа. Реализацијата на ваквиот проект минатата година придонесе да ние и како локална самоуправа, меѓутоа и ресорното министерство размислиме овој проект да го повториме. И еве навистина ми е посебно задоволство што проектот повторно се реализира со траење од 6 месеци. Се работи за проект во кој што наши невработени лица од Кавадарци, лица кои што тешко доаѓаат до работа заради можеби староста, заради можеби некој друга причина, меѓутоа долго време бараат работа. Еве ова е еден од начините како нив да ги ангажираме и да предмет на нивното работно ангажирање биде уште една хумана работа, а тоа е да им помагаат на старите, изнемоштените и на лицата со посебни потреби кои што за жал меѓутоа ги има и во Кавадарци, ги има низ целиот свет. Ангажманот на лицата се состои од пружење на елементарна помош и грижа за стари изнемоштени лица со оштетен вид, при што ангажираните лица ќе вршат набавка и достава на лекарства, храна и други намирници за кои ќе се јави потреба, плаќање на месечни сметки за струја, вода, телефон и слично и заеднички дружби. Имаме многу стари лица кои што се останати сами, можеби еден човек, можеби двајца, меѓутоа тешко им е во текот на денот и да си направат пазарлак, да отидат да си платат сметки, да завршат некои елементарни работи во својот дом
Исто така имаме и лица со посебни потреби или со одреден хендикеп кои што не толку ефикасно си ги завршуваат своите дневни потреби. Така што овие 6 лица ќе бидат распоредени кај неколку семејства во Кавадарци со посредство на ресорното министерство, односно представниците на Министерството за труд и социјална политика на територијата на Кавадарци и ќе бидат во функција на овие граѓани да заработат свој денар и истовремено да им помогнат на нашите сограѓани. Со програмата ќе бидат услужени 24 крајни корисници, односно секое ангажирано лице ќе биде задолжено со обслужување на 4 крајни корисници, започнувајќи од овој месец се до март 2017 година. Проект за општинско корисна работа се реализира и во Демиркапија во рамки на проектот подобрување на раниот детски развој и квалитетот на животниот стандард во Демиркапија. Со потпишувањето на договорите за работен ангажман на 7 невработени лица од Демиркапија, започна реализацијата на проектот подобрување на раниот детски развој и квалитетот на животниот стандард во Демиркапија. Овој проект се реализира во рамки на програмата Општинско корисна работа, според договорот за соработка помеѓу програмата за развој на Обединетите нации UNDP и Општина Демиркапија во рамки на проектот промовирање на одржливи вработувања и поддршка на владата на Република Македонија во спроведување на оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување 2016. Партнер институции на Општина Демиркапија во реализацијата на овој проект се детската градинка Борис Трајковски од Демиркапија и фондацијата Центар за едукација и вмрежување во туризмот Ценет од Демиркапија. За спроведување на активностите од проектот ангажирани се 7 невработени лица од Демиркапија, кои што својот работен ангажман ќе го извршуваат во наредниот 6-месечен период и тоа од 15 септември оваа година се до 14 март идната година. 6 лица ќе ги извршуваат работните задачи во детската градинка и тоа 3 лица ќе работат како негователи, додека останатите 3 ќе бидат помошни готвачи во кујната на детската градинка, каде што се подготвуваат и оброците за корисниците на услугите од проектот Народна кујна во Демиркапија. Во фондацијата Ценет ќе работи едно лице на местото технички администратор. Добрата земјоделска практика, квалитетот на производите, заштитата на животната средина и оптималното користење на водата ќе бидат предуслови за добивање финансиска поддршка во наредните години. Принципите на добрата земјоделска практика ќе се воведуваат постепено и на почетокот ќе важат само за одредени производители и за поголемите стопанства. Заштитата на животната средина представува еден од најголемите предизвици на денешницата, но и еден од условите за добивање на субвенции за земјоделските производители. Во наредните години овој услов за финансиската поддршка ќе се воведува постепено. Добрата земјоделска практика, квалитетот на производите, заштита на животната средина и оптималното користење на водата се условите за добивање субвенции во наредните години. Поголемите стопанства и земјоделците во иднина ќе мора да ги евидентираат употребените заштитни средства, ѓубривата и добиениот род. Најмалку еднаш во 5 години треба да вршат и хемиска анализа на почвата, за да се знае какви средства се користени. Принципите на добрата земјоделска практика ќе се воведуваат постепено и на почетокот ќе важат само за одредени производители и за поголемите стопанства. Викендов во Велес новинари од економските и земјоделските редакции ќе имаат обука на тема органско земјоделско производство. Колку тоа е важно за македонското земјоделство, говори фактот дека на оваа обука ќе бидат присутни еминентни стручњаци од областа на земјоделството во Македонија и Швајцарија. Од 7 до 9 октомври Велеска живее во знакот на питата пастрамајлија и доброто вино. Организаторите најавуваат одлична забава во трите фестивалски денови. Новина оваа година е изложбата на олтајмери. Деталите ги има колешката Валентина Михайловска. По 13 пат од 7 до 9 октомври ќе се одржи манифестацијата Велешка питијада и оваа година на просторот пред кафетериите на улица Благој Ѓорев. До сега се пријавени 30 на производители на пити и вино од Велес и регионот.
Тие ќе треба да ги исполнат одредените стандарди на манифестацијата. Улиците, согласно сообраќајното решение, ќе бидат двосмерни на одредени делови од градот. Истовременно, значи, ќе се донесе одлука на Совет за продолжено работно време на угостителските објекти. Организатор на питијадата е општина Велес во соработка со бизнис секторот. Ветуваат одлична забава во 3 дена. А што се однесува до музичкиот дел, првата вечер ја почињаме во петок, во 18 часот официјално ќе биде и отворена питијадата со настап на групата Виртус, Елена Велеска и Јордан Митев, групата Маестро, потоа следат Љубојна Јагушеви и на крајот завршуваме со Каролина Гочева. Во сабота настапуваат Антонија Гиговска, Мики Секуловски, Наташа Малинкова, Дани Димитровска, Тропико Бенд и Желко Јоксимовиќ. Во недела пак ќе настапат IQ, Нокаут, ДНК и Ван Гог. Во сабота вечер ќе биде презентирана најголемата пита пастрмајлија. Новина на 13-тата питијада ќе биде организирањето на изложба на олдтајмери, а околу 350 велосипедисти од земјава ќе учествуваат на трката во градот. Кривична пријава доби и ја од Свети Николе поради основи на сомнение за сторено кривично дело неизвршување на судска одлука. Имено забраната која му била изречена од Основниот суд Неготино за вознемирување, телефонски контакти или друг начин на комуницирање со член од семејството, директно или индиректно, тој не ја почитувал. 38-годишниот ИА од Свети Николе доби кривична пријава поради основи на сомнение за сторено кривично дело неизвршување на судска одлука. Имено во временскиот период од 2.6.2015 до 2.6.2016 година, пријавениот не се придржувал кон правосилно решение од Основен суд Неготино со времените мерки. Забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство, забрана да малтретира, вознемирува, телефонски контактира или на друг начин комуницира со член од семејството директно или индиректно, како и забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до живеалиштето, училиштето, а таа времена мерка трае 1 година од донесувањето, кога решението е правосилно. На тој начин што преку мобилен телефонски апарат кој го користи на неговата поранешна сопруга и упатувал сериозни СМС пораки со заканувачка содржина кон нејзиниот живот и тело и дека ќе нападне врз живот и тело на блиско лице, информира Министерството за внатрешни работи. Последните 3 години зголемена е зелената површина во градот, вели градоначалникот Чадиев. За секое од странето дрво засадено е ново. Така ќе биде и на новата паркова површина која ЈКП Дервен во моментов ја подигнува во непосредна близина на итната медицинска служба. Деталите ги има колешката Дијана Иванова. Секогаш сум подготвен да разговараме отворено за секој проблем, и со екологистите и со секој друг, но сум против секогаш кога нешто се гради да се критикува. Ова е реакцијата на градоначалникот Чадиев по барањето на еколошкото друштво Вила Зора за организирање на јавна трибина на тема што понатаму со зеленилото во Велес. Кога се работи, кога се прави нешто ново и кога се засадува повеќе од што имало, не ја гледам причината зашто тоа не би било прифанато. Меѓутоа, јас разбирам дека на некои структури не им одговара да се прави во Велес, не им одговара да се гради, како што не им одговараше да има 460 нови паркинг места за 3 години, како што не им одговара да има паркови, зелени површини, значи на тоа место ќе бидат насадени 20 на нови дрва, додека овие беа деградирани и промир и се и на барање на службите да се отстранат. Чадиев вели дека општината не смее да си дозволи несакани случаи како онаа пред неколку години, кога деградирано дрво падна на јавна површина и усмрти човек. Стоам на располагање во секое време кога сака да дојдат да поразговараме, да ја дадат своји предлози, јавно да ги обделиме, пред вас да разговараме. Како сакаат они така. Во секое време. Во секое време. Значи, стоиме на располагање. Колку има засадено зеленило во општина Велес, во изминатите 3 години, колку пати учествувала општина Велес со своји акции, и тоа треба да го поразговараме.
Во последните 3 години, Чадиев вели дека е зголемена зелената површина во градот. За секој од странето дрво, засадени се нови. Така ќе биде и на новата паркова површина, која ЈКП Дервен во моментов ја подигнува во непосредна близина на итната медицинска служба. Добра вест за земјоделците од поплавените подрачја во Скопје. Од Сдруженијето за земјоделска техника велат дека почвата може да се обработува. Финансиската поддршка од Европската унија за Македонија нема да се укине. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски изјави дека и програмата е веќе доставена до Европската комисија и се чека на одговор. Вести од Македонија. Почвата во поплавените подрачја во Скопје може да се обработува, информира Сдруженијето за земјоделска техника. Се препорачува да се почне со плитко орање на длабочина најмногу до 15 сантиметри. Од Сдруженијето оценуваат дека се создадени услови за влегување на механизацијата во земјоделските површини за подготовка за новата реколта. Временските услови се погодни, а по 2 до 3 дена може да се изврши и длабоко орање на онаа длабочина за што е наменета земјоделската површина, во зависност дали се работи за житарици, градинарски или индустријски култури. Се вели во дописот. Во престојниот период на терен ќе бидат и стручни лица од Агенцијата за земјоделство за помош на земјоделците. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски по денешната работилница за европските субвенции и земјоделските статистики изјави дека не очекува да се укинат ЕУ средствата за Македонија, посебно во земјоделството, зашто за сите мерки, насоки и одредници што беа дадени за изготвување на соодветна програма во соработка со релевантни европски представници е успешно сработено. Одговарајќи на новинарско прашање во однос на престојната ЕУ ревизија, Костадиновски истакна дека програмата е доставена до Европската комисија и се чека одговор. Деветмина се убиени, а 6 се ранети во напад на Курдската работничка партија во Турција. Лидерите на 27 земји од Европската унија ќе се состанат во Братислава на неформален самит на кој најмногу ќе се разговара за иднината на Европската унија без Обединетото кралство. Ова е свето денес. 7 лица чувари на редот и 2 воени лица се убиени, а 3 војници и 2 цивили ранети во синокешниот напад на бунтовници од Курдската работничка партија во околината на Ѓокчек Булак во округот Агри во источна Турција, јави вестникот Милиет, повикувајќи се на соопштение на локалните власти. По нападот дошло до престрелка, пошто во областа следувала голема акција за пронаоѓање на сторителите, која што е подпомогната од полициски хеликоптери. На неформален, но исклучително важен самит, денеска се среќаваат лидерите на 27 земји членки на Европската унија. На истиот најмногу ќе се разговара за иднината на Европската унија без Велика Британија. Блумберг пишува дека првиот голем состанок на лидерите на ЕУ без представник на Велика Британија ќе има 2 цели. Најнапред им е потребен план за идните односи со Британија, а потоа и план за реформирање на Унијата. Во двата случаи треба да се осигура дека на крај заминувањето на Велика Британија нема да го ослабне, туку дека ќе го зајакне европскиот проект. Во експлозија која денеска го потресе францускиот град Дижон, најмалку 9 лица се повредени, од кои едно потешко. Се уште не е позната причината за експлозијата. Локалните власти соопштуваат дека се претпоставува дека е експлодирал газ. Од силната експлозија делумно се урна една зграда која е евакуирана. Под урнатините се наоѓа едно лице кое спасувачките служби го извлекуваат, наведуваат медиумите.
Последниот работен ден од оваа недела го завршуваме со сончево време со мала и слаба до умерена облачност. Максималната температура долж по Вардарието и котлините во источниот регион се движеше од 29 до 32 степени. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион. Временската прогноза беше последната информација во ова информативно издание. Јас ви благодарам за вниманието, а ви понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!